Има еден македонски артист, комплексен спој од искрена детска енергија и машкост. Неговата убава мисла извира и избира креативен хаос. Живее на стартот од третата деценија од својот живот, а веќе зад себе има успешни турнеи и музика која во секој еден стих содржи цели животни филозофии. Креира во еден од најзначајните млади македонски бендови, бенд кој пројде низ многу транзиции, но сепак не престанува да го негува примарното, а тоа е секако она за кое што ние се залагаме. Добрата македонска музика. Лука Ѓоргиевски, Фанк Шуи. Темпото и ритамот ни го диктира DJ Bono, а ние сме тука да си се џускаме и журкаме и да си возиме низ македонските хитови. Нашата следна песна е Знам дека си ти, Угро. Со вас е тука DJ Bono! Hey, дечки, тука со мене денеска Aqua Girls, let's go! Како порачам на време, дека со години си била тајно влюбена во мене. Дека со години се криеш, чекаш прилика права и не би пискала за тоа. Ни за шира глава, ако другарка ти случајно писне, ставаш ти во теб. Имаш дејно на клеманија, да читаш хороскоп. Ти си риба, јас сум раб, вела било добар знак. По некој е камил од банано, си одговараме тотално. Знам дека си ти, кога викам, ало? Ало? Никој нема и знам дека си ти. Ти си верна сега која слушна мене сега да не знам. Јас се правам луди, кога зборат за нас двојца, јас секогаш не ги имам. И знам дека сум луд, не треба само да те чуеш, за да можам да се смирам. Знам дека си ти, кога викам ало, никој нема, знам дека си ти. Знам дека си ти, кога викам ало, никој нема, знам дека си ти. Ти си ми најдобра другарка, како мене, иста мајка. Со полос годија ти се муваш, а во себе дај на чуваш. Знам со голини во себе, чекаш прилика права и на никој не би кажала ти. Ни за живот, ова и знам дека ти секогаш си като крпа бледа. Кога другарка ти ке пуше тебе на кафе да ти гледа. Ке ти вили еден кења, дечко со говорна мана. Кому љубовта и репот му се најава страна. И знам дека си ти, кога викам ало. Ало? Никој нема и знам дека си ти. Ти си верна сенка која слушно мене сега не ме следи. А јас се правам луд, кога зборат за нас двојца, јас секогаш не гирам. И знам дека сум луд, не треба само да те чујам, за да можам да се смирам. Знам дека си ти, кога викам ало, никој нема, знам дека си ти. Знам дека си ти, кога викам ало, никој нема, знам дека си ти. Може ли? Добар ден, драги слушала. Добар ден, гради гледачи. Добар ден на сите. Ви благодарам што сте тука со нас повторно во новото издание на Hitmaker. Со нас денеска го имаме Лука Ѓоргиевски, Фанк Шуи, како и многу други интересни проекти за кои што ќе слушнеме денеска. Како си, Лука? Фала. Фала. Во таква состојба си благодарна? Благородно благодарам. Да. Ти благодарам што изгледаш прекрасно денеска.
Ти секогаш изгледаш прекрасно. Сам да кажам, изгледаш прекрасно, ти благодарам за што ме повикавте на интервју, ти Секако. и другите стрелци и овни во хороскоп, како и бикови. Ти што си во хороскоп? Припорчанец. Да? Значи броиш 1 2 припор? Не, обратно. Пошто сум дискалкуличар, не можам обратно да кажам, обратно и се да чуде. Океј, те молам кажи ни една многу јака случка што се дешаваше на последниве неколку концерти на фанк шуи. Што би одвоила една вака? Дали е надвор од Македонија или у Македонија, Во како Подгорици се? имаше шоу кој што ни беше најавено 2 месеци дека ќе биде телевизиски снимано и звучно или запишано, аудио, визуелно ќе биде целосно. Ќе има запис аудио. Запис. И јас одлучив тој ден во тој јуни да јадам колбасица со кашкавал. Каков прилог имаше? Не знам каков прилог имаше, битно беше колбасицата, ми препорача 2 пати тамошните, да не ја јадам и изедов и имаше проблеми после тоа. Да. И записот? Го гледав сосема солиден, со тоа што одовде надолу сум фиксен во телото, одовде нагоре би рекле по старите богуња ми чарлијам. Така си, Така што така беше- си. Легално. Сосема окей. А Тоа е многу случка. Имам преубави многу случаи што не можам сега сите да ги соверам и да ги кажам, бидејќи не е таква пригодата, ме викнавте чисто да поприкажам некои работи тука. Така си. Јас како огромен фан на фанк шуи, независно од тоа што сме И јас. соработници и пријатели, како огромен фан би сакала да те прашам како ти доаѓа таква мисла за таков текст. За секоја реченица звучи можеби наивно, но секоја реченица ако посебно ја одвоиш има засебна филозофија позади себе. Пример, еве моите избори сите се извори. Мене ми е омилена реченица од фанк шуи песна. Би сакала да знам како ти доаѓа таква филозофија да склопиш во една толку сосема нормална реченица. Тоа е цела филозофија. Буквално. Така размислам, тоа не е ни тешко, ни лесно, ни убаво, ни неубаво. Тоа е така. Би сакал поинаку да размислам, на моменти не би сакал. Ама така размислам. Немам некој посебно објаснување. Тоа исто како нормалните луѓе што сикаат цела лепез и диапазон на чувства, само што веројатно кај мене некако почудно се манифестираат, затоа и се повеќе ги лимитирам врските со луѓе, затоа што така се изразувам и во приватниот живот, ти тоа барем можеш да го потврдиш. Така едноставно размислувам. Стварно си ваков. За жал. Убаво е да се биде голямо дете со толку машка енергија. Убаво е, Благодарам. нели? Мислам Благодарам. дека е. Мислам дека убаво ти е умствено да живееш со себе. Барем така мене ми делуваш. Да, се надевам и на комшиите дека можам. Се шалам, не се надевам. Може ли комшиите да ни кажат на каква музика работиш периодов? Комшиите може да ви кажат Да ги точно прашаме? Да. Од левата хемисфера или од десната хемисфера комшиите? Под мене комшиите. Тетколе оваа ситуација. Тетколе, голем поздрав до Огромен Тетколе. поздрав за Тетколе, би сакал да изразам едно сочувство за Тетколе и да се заблагодарам исто така што ме трпи сите овие месеци од кога живеам над неиза. И не само ме трпи, некако ми изгледа дека ужива. Дека се радува за тоа што свирам, што е многу ретко, што обично. Прекрасно. Органите за уредување на јавен ред и мир знаат да ме посетат да тропнат и да кажат дека сум пријавен. Да. И така натаму, така што ова е благослов истински што никогаш напротив се случува дури да бидам комплиментиран. Супер. Што не сум уреден во часовите за имплементирање на звучни Действија. О. Каква музика работиш моментално? Што музика слушаш во моментов? Во Слушам која се фаза подобра си? и подобра музика, правам се полоша и полоша музика. Се надам дека тоа така ќе Тоа продолжи. има логика. Има логика. Да. Нешто да споделиш, пример македонско Не. во последно време? Македонско слушам, да. Слушателите да Од им дадеш принц некој седи тип не ме на... знаеш, ме милен. Во последно време. Поготово вториот, јас сум принц, не сум цар, тежок ликвар, дар мар, Голем поздрав за Што сум принц. клошар. И затоа Така. зборам дека сум клошар во познак. Само што алегоријата за да фати некој треба да знае добро поп музиката од Македонија, покото од самостојството на Одлично. клошар, принц, принцот од Припор, стакло дете од чиста околина текстот, принцот од Припор, е тука принц. И принцот е таков ексцентрик, он има многу добри песни. Не го сметам за ексцентрик.
Го сметам за прилично иновативен. За во неговото време. Иновативен е, само не е тоа ексцентричност, тоа е иновативност. И храброст да се биде себе, веројатно. А тоа знае да биде казнето тука. Може ли? Апсолутно. Така. Затоа не сум тука, затоа сум во припор. Преако. Сакав да те прашам дали има нешто што би сакал да најавиш периодов. Дали повторно ќе свирите во скоро време во Скопје, имавте фантастичен концерт кој беше за поддршка на страдањето нели во Да. Кога ќе искачи интервјуто? Кој интервју? Ова интервју. Ова интервју? За кој концерт е? Можеш да збориш за што сакаш. Не се секира. секире. Концерти, не знам, ако искача после овој концерт сега што го свираме на 12 јуни? 12 јуни. Јуни? Мислам дека може да направиме. Па нема. Ќе нема, свириме, нема значи концерт. тоа веќе е отсвирено. Во овој момент има, на зборување. драги гледачи, имате можност моментално да живеете во иднината. Да, се е позади нас. По концертот помина фантастично, се радуваме за тој концерт што го отсвиревме во На 12. покровителство на мислам дека T-Mobile, да, Македонија. Така што супер помина тој концерт, фантастично се ова. И сега следуваат концертите 25-ти, ако не се лажам, фестивалот во Тузли, 26-ти на The Festival. Што баво. Може да ги промашам датумите повторно, е сериозно зашто сум бил дискалкуличар. Ти Така што верувам. ќе проверите, мислам дека се 25-26 и ќе имаме пат од Тузла до Дојра. До Дојран. Во еден Интересно. ден. Супер. Супер. Фантастично. Прекрасно. Тоа е стварно Магнезиум, роуд трип. Б-витамини. Како е да се биде со твоите колеги на пат? Најчесто супер. Како е да фанк шуи кога имаат роуд трипс? Што се случува? Смешно, имам еден кловен што ги смее сите цело време. и мораш да си дозволиш да бидеш вистински тоа што си, да го правиш тоа што си, за да не отидеш од другата страна или од едната страна. И мора да се одржува екипата. Екипата е драгоцена. Така. И нејзината енергија е уште подрагоцена. Мора да се воспостави една љубовна атмосфера, таа да не преде, нели, не дај Боже, во љубовна атмосфера, остане љубовна атмосфера, не љубовна, љубовна. Цело време мора да си во љубовна атмосфера. за Да, во такви песни љубовна да атмосфера, но да исто така да има многу позитивна енергија, пошто знае да доседне по 6-7 сати пат секој ден, тоа е премногу луѓе, премногу исцрпува психофизички ситуацијата, за можеме да си дозволиме да бидеме било што помалку од клошари во подзем. Така се. Барем јас тоа за себе си го знам. А Гледам во само Месечина да што ќе бидат фанк шуи во скоро време? Јарец. Јарец. Сакав да те прашам уште ова. Какви соништа имаш навечер? Дали некогаш се будиш од спиење за да напишеш некоја нова песна? Во на Цеце ја сонав пред некој ден како помина од далеко и ме виде и ми мафна. Да, во ја сонав пред некој ден. Не ми мафна, мислам дека само без догледа се насмам не продолжи. Знам да ги сонав моите баби. Таквите ситуации ти будат чувствена инспирација или те затвараат? Никако не ме затвараат, ако со ништо да те затвараат, тоа мораш да поработиш или да продолжиш да сонуваш што поише за... Не, соновите се најдрагоценото нешто после припор во мојот живот. Така. Може би пред припор. Мислам дека припор ти е највисока на листата, Да. па после иде фанк шуи. Да, припор е алегорија за идентитетот. Као што Клошаров Така. хороскоп е алегорија за иновативноста, што на која се гледам кај принц, а не го зборам. Туку така не го зборам само затоа што сум тука вистински еден од 10 милиони песни. Што ми има како се кажа, голицкано мозокот на... Да. Ми го има изголицкано мозокот на македонски, да се одразам вака интелектуално. Седи не знаеш од принц. Поготово крајот кога прекина и као деде кога Господи се враќа преку вик. Да, имаме многу добра македонска музика, имаме премногу, затоа ги имаме овие интервјуа со цел да им посочиме и на гледачите на што треба да се фокусираат, можеби да истражуваат нова музика, да не се плашат да стиснат плей на нова музика или на старо нова музика. Плей. Ти благодарам за овој прекрасан плей. многу раздвижен енергетски муабет, разговор и психопатологии кои што взаемно си ги разменивме. Ве молам, денеска. задржете си ги за Еве се задржуваме. Фала ти на покана. Да си Фала ми ти живи на и тебе. здрав. Прекрасен соговорник си, прекрасно изгледаш, Истите. неверојатни татуажи имаш. Ти благодарам. И од каде ти се кондурчињата?
од Тему, 600 денари. Поздрав. Ви благодарам што бевте со нас. За мојот изглед денеска се погрижи Зорица Николова. А за мојот изглед никој не се погрижи? Јас ке се погрижам, све е окей. Се гледаме во наредно издание. Да сте ни живи и здрави. Како И среќни. И среќни. Среќни. И среќни. Стисни плей. Не, ова е друга емисија. Знам, ама стисни плей, треба да потенцираш и погледам камера, мора да направам стисни плей. Окей. Се гледаме. Посилна очите, посилна. А сега, легендарните рок агресори. Со песната Човек, а полат звер. Јас сум човек, а пола 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 звер. Следува еден нежен и мил глас кој секогаш знае да допре. Тања Тас со песната Лакмус. Секој збор, секој лик, се што зрачи со вистина. Она што најдобро го знам. После 25 години Фројд е повторно жив во изведба на Кали. Фројд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлив. Кажи, зашто ли мајка ти те храни? Висок скот губа, предок примерок си ти. Само за во витрина да те чувам, темјено ке да те гледам, да воздивнувам. Фројд е жив. А сега ќе слушнеме песна која зборува за љубовта. За љубовта и надежда. Тоа е текст на Игор Џамбазов во изведба на Ламбе Алабаковски. Остани. Остани и душа и тело отвори ми. Остани, нашите сништа оствари ги. Остани, ушни до зори допрени. Јас и ти, се друго се ликови небитни. А следно номинито е колекционер од Ерзана. Ангела, Ерзана, 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 колекционер. Ти, колекционер на срца си, кој ги чува безбедово златни окови, но ретко кога гледаш ти во нив. А јас едноставно те сакам и не сакам да чувам чувства свој без Хелена Гајзи, Хелена! А не би ме поведно но во окови е твоето срце пред себе, а мојата надеж е ручка што ќе го ослободи. Само надежта е се што имам јас, тебе да те дочекам до крај, светот да се претвори во рај. Само надежта
Колекционер на моите сни, кој ги имам криво долги светли дни, но ретко кога сануваш и ти. Но крик, сагере и пуштам даже крик, знам од длабок сон си само кој. Јас сум наш самочи, отвараш ти не заборавам, но заборам твој кад сум пред себе, а мој да надеш само надежда, се што имам јас, тебе да те дочекам до крај, сето да се претвори во сај. Само надежда, прави љубовта, треба да се дочека до крај, сето да го претвори во рај. God, oh shit, who the f is this? It's D-Dog, nigga. I'm leaving niggas realness. Aqua Girls so much to Kazanas, thank you for. Shout out to my peoples in Brooklyn. Kick it down with love, nigga. Please get off my mother back with my crazy flow, nigga. I swear I blow your neck. How you left me now? I was there with this nigga. Do or die. А сега ќе го слушнеме Торзо, некогашниот пејач на Хармосини и Низар, во изведба на песната Силно светнал ден со безвременските стихови на Кочо Раци. Секати ноќта црна се рути карпа мрак и петли се опејат и зората се зори. Силно светнал ден, силно светнал ден, силно светнал ден. Над Карпов крв се мие и тамнината пие. Силно светнал ден, силно светнал ден, силно светнал ден, корења длабоко, да тргнеме и ние, страдални си од век. На пепел троскот пелим, во огин пламен јад. Силно светнал ден, силно светнал ден. Да роди родот богат, да бликне живот млад. Силно светнал ден, силно светнал ден, силно светнал ден, корења длабоко. Силно светнал ден.
Здраво, дечки, јас сум Гора Скени, а вие гледате Сцена Инбокс. Во денешната епизода ние сме на промоцијата на мојата најнова книга Крилјада и Летесија и на Скопје Open Mic Nights, нова платформа за слободно изразување, за пеење, рецитирање и приказни споделување. Па, ајде да видиме како ќе си поминеме. Одамна се влюбив и во болката и во страданијата. Како инаку би ја научил лекцијата? Шо се викам сега во овој возок и ќе одам тие лекцијата гнасни никакви. Стварно се десило. Го видов Скопје во паралелен универзум. Здраво на сите, јас сум Джейк, имам една песна на македонски. Извинете за pronunciation, ама ќе пробам. Bathed in the colors of stained glass. You were the same as I remembered. Thanks to you all. Realized if I did that, I would have to live in a world where I didn't love you. En español, pero a la vez sentir que sos de todos lados. Одвојува од уста. Одвојува од она малку што го има за да помогне некому. Кога освен сијалицата немаше други светла и вечноста пред спиење беше света. Тие што се редовни гости веројатно претпоставуваат за што станува збор. Тие што не се, изволите у салонот. Ли се му доаѓа да заплаче и нему како мене. Не можам без тебе, не можам без тебе. По-добро уби ме, но не оставај ме. Горда сум што го запознав. Горда сум што постои човек како тебе во литературата. Кој е вашиот омилен македонски хит? Јас лично ги имам премногу и ако денеска ме прашате ќе ви кажам еден, утре ако ме прашате некој друг. Моментално омилен хит ми е Растенија без корен од Дина Јашари. Утре ако ме прашате, можеби тоа ќе биде Мизар почесна стрелба, а за задутре не знам, да сме живи и здрави. Денеска ги прашуваме луѓето кој е нивниот омилен македонски хит. Јас сум многу љубопитен да дознаеме која е песната што им е врежана во нивните срца. Не, кој е твојот омилен македонски хит? Не е во ред да прашаш музичар која му е омилена песна, трака или композиција. Тоа го сметам за еднакво да прашаш мајка кој е омилено дете. Во последно време имам многу песни што ги слушам. Имам многу омилени артисти, како што кажав, музичар не може да се одлучи, како што не може ни мајка. Сосема случајно се случи да ја изведам од Тоше Проески. Боже, не ми треба ништо друго, дур сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Ресен факт околу оваа песна, да ја самата изведба на сцена ме донесе до поголема симпатија, да кажам, кон песната и кон самата изведба и емоцијата во неа. Значи, Боже, чувај од зло, таа нема никој свој. Наде Талевска, сонце убаво. Омилен македонски хит. Било со Архангел, ама кој од Архангел? Ја можам да ти кажам омилен македонски албум, пак би бил Архангел. Може Архангел Михел, ако сакаш. Би кажал Рубин Кармен. Рубин Кармен од Архангел. Вие, млад господин. Би продолжил со Архангел, Заумна сила. Студени носа друг ти на други. Мајка и управник посоли. Така беше? Не. Друг ми на други. На овој настан некако имаме премногу гости од Колумбија, од Америка, од Австралија, ќе кажев од Холандија, така да сега ќе прашаме на девојка од Колумбија, која веќе 2 месеци е во Македонија, кој е нејзиниот омилен македонски хит. Hello, Colombia! I have one question for you. Which one is your favorite Macedonian song? I haven't heard too many, but I like so far
Estoy bre mami. Стојне бре моме. Прекрасно. Thank you so much. Muchas gracias. And how is your time here at Skopje Open Mic Night? Amazing. I feel the vibe, the energy and it's beautiful. Можам одма така да кажем кој е омилен. Јас во Македонија живеем 11 години, од Украина сум. Прв печаток најголемот македонски песни што ми останал Јована Јованке. Мислам на сите странци свига има некоја душа. Меѓутоа би ја звоила девојката со точакот. Искрено не бев толку голем фан на македонска музика, очигледно дека не созреав од глава и сватев дека имавме преубава музика, преубави хитови, преубави жанрови, не можам да одвојам само еден. У глава сега ми доаѓа ти си она што го сакам бебе, не дека е тоа, многу ја сакам Лејди од Тоше и многу убави песни имаме, Сонце за три светови, Џафер и би сакал да ги ставам сите наеднаш. Неам еден омилен хит, но можам, чим јас тоа кажам, прекрасна музика имавме, Маријана и Росана, Ангел мој, ми звони периодов у глава, така да нема еден. Мојот омилен македонски хит е Доволно луд. Да, ама дали сме доволно луди? Или треба уште малце да откачиме? Можеме уште малку да откачиме. Македонски хит, не знам. Ерзана можда. Ерзана, за тоа е нешто така, сакаш да идеш некад на кој да го пуштиш генерацијски, скоро ќе те погоди. Не допирајме од мајка клеска. Гледате, луѓе што знаат. Градот е оно убав колку што ние сме убави. А вечерва, Скопје е најубавиот град на планетата Земја. Значи, толку прекрасни луѓе дојдоа. Пеевме, рецитиравме, уживавме, се дружевме и се смеевме. Гора Скени, Хитмейкер, се на инбокс. Останете прекрасни и не заборавајте да љубите се на вашиот пат. А сега го слушаме Даниел Дан со една свежа, разиграна и динамична песна. Non-stop стрес. Наспроти мене човек кој треба да глуми грабливец. За емоции нема место, немилосрдна маска ставено. Non-stop стрес, дали ке понесе ум и свест, наспроти полуден свет. Non-stop стрес, дали ке понесе ум и свест, наспроти полуден свет. Исклучувам се, изолирам, допирам повторно до себе. Но утре исто ќе е, накриви капа и впушти се. Non-stop стрес, дали ќе понесе ум и свест, наспроти полуден свет. Non-stop стрес, дали ќе понесе ум и свест, наспроти полуден свет. Дали ќе понесе наспроти полуден свет. Non-stop стрес, наспроти полуден свет.
седам, а аква девојки растураат, играат, а одиме со песната на Принц, Седи не ме знаеш. Тука со нас е Ивона, Ивона, кај си Ивона, Ивона? Ивона кај, Ивона кај? Non-stop rock, do klop na R&B i hip-hop, ko indijski konop te pravi da čuliš ko top. Prosto LSD te pravi za nikade, ko seks i cash mi treba stalno svež. Znaj, sakam ti da me zapoznaješ, pre da se isplašiš od mene, senката od našите tela, ki te se čini baš ko da je celата Синот воли кој што рекол, сакам да ти видам сома скоро, да сум доволно добар и скоро да сум доволно храбар, а тој е доволно богат, но нема да ме правиш рога. Но ако знаеш кажи за тебе што е доволно, што би те задоволило, а во случај ако мислиш ти дека скоро нема да е доволно. Ања! Седи бе, не ме знаеш. Седи, не ме знаеш. Не ме знаеш, бе. Седи, ма не ме знаеш. Јас сум принц, не сум цар, тежок лихвар, дармар без кар, ете зошто сум клошар, но пак сум рок, то троп на R&B и хип-хоп, и ми чури мојот топ, што перцепирам сноп. Знай, сакам ти да ме запознаеш, pre da se isplašiš od mene, senката od našите tela, ki te se čini baš ko da je celата вселена. Всъщност јас ти завидувам на храброста, што си отва со мене, знам цела трепериш, бебе ме отвара, предалеко Михаела 1, Михаела 2, Сакам да ти видам сома скоро, да сум доволно добар и скоро да сум доволно храбар, а тој е доволно богат, но нема да ме правиш рога. Но ако знаеш кажи за тебе што е доволно, што би те задоволило, а во случај ако мислиш ти дека скоро нема да е доволно. Фала ви дечки на сите, фала ви вас, аква девојки и фала на ова прекрасно местенце наречено Бавча Пул Хаус. А сега пуштаме една вистинска аудиовизуелна авантура. Тоа е Елф со песната Фосил. Те остави предолго жив. Земи стил и биди отчаен со стивот последен. Не си сам покрај тебе и друг.